Тоше, што треба да направам за да бидам апсолутен шампион ББФФМ 2018? Пред секи треба да вежбате, да се храните правилно и да имате Да желба. се вратаме до 30 години назад. Така е, така е. Колку време вежбаш ти? Цели 25 години. Јао. Што значи тоа? Тоа значи Откажување од диско? откажување од диско, откажување од кафани, откажување од кафичи, посебна исхрана, секојдневни тренинзи. Мака. Мака. Мака сладка мака. Мака, ти направи на пауза, но меѓутоа, еве сега ни раскажеш, беше 2005-та, 6-та, 7-та, 8-та. Така, прв пат победив 2000-та, потоа 2003-та, 2004-та, 2005-та, па имав пауза од цели 14-13 и пол години и последна победа 2018. Че се врати и ги уништи. Па се вратив и победив. Добро. Луѓето што сакаат да вежбаат, дали треба да се откажат од приватниот живот или ти се откажа или не, ќе ни кажеш сега, и што треба стварно да направат да изгледаат вака? Вака, значи не мора да се откажат од приватниот живот. Треба да бидат дисциплинирани пред се со исхрана, редовни на тренинг, можат да отвеат 3-4 дена неделно по саат време во фитнес теретана, за да изгледаат поубаво. Добро. И исхрана, јадење, пиење. Така, исхраната мора да биде, значи, да има рестрикција на Кланчки. храна, така, значи да се намали внесот на хидрати, што значи прости шеќери, од леп, благо, да се сведе на сложени хидрати, ориз, компир и нормално протеини, што почисти од пилешко, јунешко и да се додава, значи таа целата храна не е доволна за да напредуваш. Значи мораш да земеш додатна суплементација. А ти си заштитна лица на бренд за суплементи. No Limit. Да, No Limit. Веќе 3 години. Добре наслов од No Limit. Да, No Limit, нема лимит. Така, заштитно лице сум. Ги користам нивните производи и сум презадоволен. И би препорачал на сите вежбачи, дали активни спортисти, без разлика дали се бават со фитнес, со аеробик, со било што да ги користат. Дали некој што размислува да бидеш фитнес тренер? Па, може би, но имам друг бизнис, така да за сега не го размислувам тоа, да. А сега те гледат мамилион жени и знаеш што се мислат? Зоки малку кај не му е маичката. Може? Тоа во теретана ќе го покажем. Сега не? Сега ќе покажеме фотки. Да, може. Добро, Тоше, за крај да ми кажеш некоја твоја идеологија за вежбањето, да ги потикнеме младите луѓе да почнат да вежбат кон тебе. Па вака, значи јас по долга пауза успеав да се вратам, што е потешко отколку да почнеш од почеток. Така да не е тешко доколку си имаш желба. Треба да си редовен, нормално, со тренинзи, дисциплиниран со исхрана, успехот ќе си дојде сам по себе. Значи ти после 15 години стана од кревет и рече ја одам во теретана. Па бев активен со тренинг, но не толку многу. Имав некои паузи, некој долг период кога воопшто не бе влезен во теретана покрај обврскиве што ги имав. Но потребно е, значи, потребно е да се има континуитет. Зашто луѓето веруваат дека мора да имаш стероиди да изгледаш вака? Не, значи види, ништо не може да се направи преку ноќ. Така да постои една изрека во теретана често употребуваат, преку ноќ билдер не се станува, денски се тренира. Се шалам нормално. Значи треба временски период подолг. Значи телото да го привикнеш на тренинзи, на сета таа храна, не можеш одеднаш да јадеш кило месо. Значи постепено за да може телото да ја прими таа храна. Тоа е подолг временски период. Ништо не бива за кратко време. Јас сум Тоше, апсолутен шампион во бодибилдинг на Македонија за 2018, а вие гледате 1 ТВ.